Во текот на идната недела, најверојатно од вторник, ќе биде прогласена кризна енергетска состојба, а вовед во неа е донесената владина уредба за начинот и критериумите за нејзино прогласување. Прогласувањето на кризна енергетска состојба има единствена цел на енергетските компании ЕСАМА и МЕПСО да им се вбризгаат буџетски пари и да им се зголеми ликвидноста за да може да интервенираат за увоз на струја, но рестриктивни мерки не се предвидени. Изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Иако во изјавата министерот Бектеши е децидно јасен, граѓаните не се рамнодушни што се случува со секторот енергетика, а особено со струјата, па од тука и сериозно стравуваат од дополнителни трошоци. Не 20%, 100% ќе биде. Секако очекуваме че им изјавуваат и ќе се тоа оствари, значи ќе качат струјата, не треба да се качат. А од оно што го слушаме на телевизија, веројатно се очекува да има. Размислувањата на граѓаните ги потврдува и енергетскиот експерт Сања Божиновска, која за ТВ Стар потврди. Струја има секогаш да се купи на берзите, прашање е само цената на таа електрична енергија. Значи прашањето е колку, а не дали ќе биде поскапа струјата во 2022 година. Смета Божиновска, освен граѓаните, крајно загрижени за високите цени на струјата се и стопанствениците, чие производство се темели на струја. Нивните трошоци по овој основ ќе скокнат од 50 до 150%, поради што во прашање им доаѓа и рентабилноста. Тоа ќе предизвика голем проблем во нашите цени, да кажеме овие на готовите производи и на услугите кои ги нудиме, затоа што ние и сега на некој начин не сме конкурентни. Ја плаќав до сега некои 3 до 4.000 евра месечно струја, сега тоа ќе ми биде можеби 10 до 11.000 евра. Само по основна електрична енергија од теретување месечно. Ако не се направи нешто во смисла на субвенционирање, барем на дел, додека да помине оваа криза или ако стабилизира некоја ниво, за да не субвенционираат во струјата, ние не може да можеме тоа да го издржиме. Како за овој проблем размислува регулаторна? Регулаторната комисија предвидува повеќе начини како да се намали очекуваната енергетска криза. Во комбинација е операторите привремено да се здружат и заеднички да набавуваат струја или пак да се откажат од профитниот дел. Изјави Беслимовски коментирајќи ја состојбата со енормната цена на струјата.